30 на земјоделци од Штипско-Карбинскиот регион бараат нова распределба на земјоделското земјиште. Според нив, кога се делеле нивите, некој заборавил на земјоделците. Неправедна е земјата распределена, поединци ја зимат, не е тоа целта, сите треба да живееме. Ние тука што сме собрани сега бараме да се предметното земјоделско земјиште распределен, даде на тендер, да учествуваме сите ние и да добиеме по одредена количина на земјиште, дали по 6 или 10 хектари, така да може да екзистираме сите од таа земјоделска дејност. За овие земјоделци спорни се околу 300 хектари плодно земјоделско земјиште во атарот на Таринци и Старка Раорман. Откако е раскинат договорот со претходните закупувачи, на терен се воочени обиди за узурпација. Станува збор за земјиште на некогашна ЗИК Црвена звезда, за кое некогашните работници тврдат дека треба да им припадне ним. Ние на таа земја имаме и тапии, што земјата е вратена некаде, сега точно не ме држите за збор, на 8 до 10 души, а на 30 фамилии во Таринци не е вратена, тоа е по 6, некаде 6 до 7 хектари земја. И барам со сите законски регулативи, вклучително земјата дали досегашните, дали на плодно уживање, да се поделе на тие 20-30 фамилии. Таринци и Старка Раорман се едни од најголемите села во Штипско-Карбинскиот регион, но за младите да останат таму, мора да има услови за екзистенција. Владата кажува дека треба млади да останат на село. Што ќе работат тие млади на село ако нема земја да работат? Што е? Дават се по 10 на телевизија, слушам дека дават се по 10 илјади евра да отвара бизнес. Што бизнес ќе отвори? Да чува стока, па нема кај да ја пасат, пашите сите изорани. Значи, ја не знам, едно зборат, а друго мислат. Помош за нивните барања овдешните земјоделци побараа и од општината. После овој состанок ќе следува ново барање, во кое што барање ние како локална самоуправа ќе бараме земјоделското земјиште да претрпи нова прераспределба, односно да се даде на јавен оглас согласно законската важечка регулатива, се со единствена цел повеќе луѓе да можат да го обработуваат и да екзистират од обработка на земјоделско земјиште. Инаку, пред околу 2 месеца, министерот за земјоделство Љупчо Николовски најави ревизија на договорите за закуп на земјоделско земјиште. Предмет на ревизија се околу 7000 договори, а првите резултати се очекуваат до крајот на оваа година.